Почитувани сограѓани, креирање на поволни економски услови за стопанисување представува главна цел на сите политики на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Владата на ВМРО-ДПМНЕ, како трет партнер во социјалниот диалог, за прв пат во историјата на македонската независност, успеа да ги приближи традиционално спротивставените страни синдикатите и работодавачите, да направи компромис меѓу нив и на таа основа да го воведе концептот на минимална плата. Минималната плата представува долна граница под која работодавачот не смее да исплати плата како цена на вложениот труд на работникот. Работникот, од друга страна, е сигурен дека од работодавачот нема да добие пониска цена на својот вложен труд од воспоставената минимална плата. Ваквиот историски успех на владата на ВМРО-ДПМНЕ има многустранни позитивни ефекти за целокупната економија, особено за работниците. Така работниците денес се сигурни дека нивните работодавачи нема да им исплатат плата под минимално утврдената граница, што е пак основа за подобрување на нивниот животен стандард. Ваквиот концепт е создаден врз основа на воспоставениот диалог и постигнатиот компромис меѓу синдикатите и работодавачите како традиционално спротивставени страни и државата како трет партнер во социјалниот диалог со чие што посредство и по чија што гаранција се спроведува овој концепт. Врз основа на постигнатиот компромис меѓу синдикатите и работодавачите, воспоставената минимална плата од 8.050 денари во наредниот период постепено ќе се зголемува. Почнувајќи од март 2014 година, таа ќе се зголеми на ниво од 8.800 денари, за во периодот до март 2015 да изнесува 9.590 денари, односно 10.080 денари во март 2016 година. Воспоставувањето на диалог помеѓу работодавците од една страна и представниците на работниците од друга страна во посредство на државата како трет партнер е единствениот начин да се дојде до заедничко прифатливо решение за сите страни. А ирлијада е донесувањето на ова законско решение.